децении хитови, 3 децении емоции, 3 децении нокаут. Оваа година легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Џамбазов, Дарко Гелев Бреј, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо. Сабота, 9 мај, Арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продажба преку www.wayne.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае. Музичка икона во вистинската смисла на зборот. По 3 децении со безброј хитови концерти, како композитор, текстописец, продуцент и лидер. Тој остави длабок печат во македонската музика. Но својот најголем успех сепак го гледа во своите 4 ќерки: приземен, духовит и секогаш извонреден. Под хитмейкер е Никола Перевски Пере. Пере, добре дојде на гости. Еј, конечно добро се најдовме, Да. ти кажам, многу ми е кејф и Си викам да се спремам. Шо да се спремам за Пере? Шо да гукнеме? Има муаве. да, има апсолутно. И за да не збориме делење кревети, настапи, доживувања Се што сме поминале за овие 30 До- кусур години, да ти кажам. до наши маки кажувања тука на Шангчево Бар по ние цела се- ноќ. Да, бар така Луѓето што- мислат дека животот ни е лесен, а Да. ние само еден со друг можеме да си поделиме некои работи, да ни олесни душичката. Така, у суштина тешка е нашата игра, таа е. Да. Да. Пере, Нокаут не почна туку така. Твој Никако, прв да. бенд за кој што ја знам Да, беше Аперитив. да. Таму бевте дојчин Многу Франц. лошо име, да ти кажам. Знаеш како, никогаш сум немал... Кој го тури? Никогаш сум немал некако среќа со имињава, па и кога дојде Нокаут, да кажеме... Ти сакаше тајмаут да биде? Да, па некоја варијанта беше, али не бе воопшто среќен со имево. Викам, што бара сега, викам, модрица у цела оваа работа, разбираш, Нокаут сега, нешто... Ама со тек на времето не гледаш дека уствари не е до името, него е до некои други работи Кажи ми, кои што... у Аперитив кој бевте? Дојчин Франц? Имаш уште некој? Па Дојчин Франц дојде покасно. Прво бевме со Дејан Бобич. Дексо? Со Дексо бевме, да. Јас, Дексо, тука беше Суле еден тапанар, првиот тапанар, па после тоа Нивеја беше на бас. Аха, значи да. сте се изредили. Да, се изреди. И Ставре да не беше, И да. Ставре беше после тоа дел од поставата на Аперитив. Ставре беше баш со Нивеја, со кој беше со Дојчин, значи Дојчин, да, и Францот се приклучи покасно баш у Аперитив пред да Сега, направиме измеѓу Нокаут. Аперитив и Нокаут се појавува една друга група, Виктор Викторија, Виктор Викторија, да. кај што си лидер ти, таму сум и ја, Да, и Ацо Ацо Конга, Ацо Конга, и кратко беше прости. и Илија Јаневски. И Илија Јаневски, точно, да. Свиревме по клубу една година дена. Да. Многу убав период, мислам, многу навистина многу добри сеќавања имам од тие моменти, посебно се сеќавам свиревме у Лидо, многу ми беше така останата ми е таа слика, ако се сеќаваш од Лидо. Ацо Конга која пазеше, мереше колку е влажност на воздух, како да ги удира конгите. Да. Навистина убав период. И после кога го направи Нокаут, Да, ти ме упозна со Дарко Димитров, точно. и со Дарко правевме еден албум кој што беше наменет за Емин Џијан да го пее. Нека песни. Тоа беше период кога Октавијан се уште функционираше зборам, он беше исто, па не знам, беше и подолг период во Октавијан остана, се сеќавам.
испеа и неколку легендарни Да. песни од тој период на Октавијан. И таа прича пропадна со Емин Џијан и ти го направи нокаут кај што си ги повлече Франц од Аперитив и Ацо Конга од Ацо Виктор Конга Викторија. од Виктор Викторија, да. Затоа што ние навистина имавме прекрасни дружби. Јас така со Ацо Конга во суштина и се запознав во самиот кафич, односно джез кафич беше тоа, кај што излегувавме цела музичка фела таму, Так, од музичко и од факултет, и Тие од 10 средно, квадрата сите бевме. и диригенти, и чистачките доаѓа од школата да се напијат едно добро кафе и да послушаат убава музика. Навистина имаше прекрасна дружба. Така се запознав со Ацо Конга и од таму тргна исто целата приказна со него за нокаут. Сега, од тој нокаут остана ти. Иако Да. во оваа постава, Франц беше и во оваа постава. Франц беше во оваа постава, Да. точно. Значи, можеме да кажеме дека неговото легаси за нокаут си е, нели, сосема легитимно, сосема бидејќи да. бил и пред нокаут, и во првиот нокаут, и во вториот нокаут. Ацо бил и во Точно. она што предходело на нокаут, Точно, и во нокаут. точно така. Но интересно е што нели секоја почит за нив, вие бевте и многу добар тандем, авторски, бидејќи кога Авторски. работевте за други артисти, Да. вие бевте тандемот. Точно. За вон нокаут, нели? Да. Види, тоа тие работи или ги имаш со човеков, ги чувствуваш дека можеш да ги правиш или ги немаш, едноставна е таа работа. Имаше некоја кохезија меѓу нас, имаше некоја енергија што ја споделувавме и излегоа доста интересни песни и за други изведувачи, и лично за нас како нокаут. Така што убав период имаме помината заедно и со Франц. Сега, она што онака сакам да те прашам е дека ете и по заменувањето на Франц од нокаут, Да. да прашаме сега луѓе на улица, наведете ми членови од нокаут. Нормално тебе ќе те кажат, ќе спомнат Франц, ќе спомнат Ацо Конга, Да. Киро, нели? Да. Поздрав и до Да, Киро. до сите, да. Но интересно е што оваа постава, моментална оваа постава, не знам дали некој ќе каже Баѓе, не знам дали некој ќе каже Виктор, дали ќе каже Па види, ќе мислам дека Боби, мислам дека Горијан. знаеш, мислам дека и они не патат од тоа некако да се приврзани толку кон името да ги, не знам, да ги препознаваат, да кажеме, да бидат препознаени како Виктор од нокаут или нешто. Они се Да. сите професионалци, јас и такви луѓе бара во оваа постава да дојдат, оние кои што се заљубени пред се навистина во музиката и она што го прават вистински што го прават. Да. Значи, така што мислам дека Нокаут од бенд со хитови и убави фаци премина у еден бренд кој што важи е синоним само за добра музика и добри песни, небитно која е фацата да, што свири гитара, која е фацата што е на Точно. саксофон. ја така и го доживувам, мислам, ја така и го доживувам нокаут, дека тоа што го правиме и тоа што го пласираме пред се Го надминавте биде... она билбордското, да кажам. Па мислам дека знаеш како ги наминавме хитовите. Значи хит, кога правиш хит е една работа, а песни што правиш кои што остануваат после тоа и со години и со децени е сосема друга работа. Така да мислам дека тоа хитовското некако го надминавме и дека секогаш веќе кога седнуваме во овие последниве години да твориме и да правиме музика, мислам дека концентрацијата оди на едно друго ниво и она што сакаме да го направиме и текстуално и музички, да биде тоа изведено стварно Добро среди као луѓе. Да, и како Тоа се рефлектира нормално. во тоа што го работи. Така да многу ми е важно што со тие луѓе имам навистина делам прекрасна енергија и
кога ќе седнеме да свириме или да збориме или патуваме било што, значи се чувствува супер енергија и тоа е многу важен фактор. Пере, ти веројатно имаш некоја тајна која што е тешко другите да ја дешифрираат. Како е тоа возможно толку години да држиш такав бенд да обстојува? Па не знам, мислам дека како е тоа исплатливо авторски бенд од тој калибар да го додржиш без милион превривања внатре промени, затоа што мислам дека релативно истите луѓе ги гледам 20 години. Нема тајна, разбираш. Нели првата постава беше колку години траевте? 4 години, 4,5 години. Значи, 2 албуми. Се бркаше петата година, да. Значи, тие што ги препознава и потоа имаш уште 25 години луѓе кои што онака ја држат поп сцената на своите рамена. И се уште, вие постоите, значи има такви прашања, се уште, свирите вие, не забрка, уште свирите. Као, мислам имаш тешко ли е да се држи толкав бенд до себе? Како не. Значи стварно треба да бидеш на некој начин и психолог, значи да разговараш со луѓе на било која тема, дали за добро, дали за лошо, да си даваме поддршка едни на други, да тоа е некој. Колку луѓе сте на сцена? Па сега еве за јубилејниот концерт ќе бидеме да кажеме 15 луѓе на сцена. Так, 9 мај. 9 мај, да, во СЦ Јане Сандански во Аеродром. Прв пат ќе правиме концерти и во таа сала. Кале беше пуно. Да, веќе еве на 25-ка. Да, на 20-ка. 20-ка беше? 20-ка беше, гледа како минува време. На 20-ка, па тоа, еве сега одма ме навраќа, што е тоа што ме одржува некако, знаеш, кога ќе видам 3 генерации, тоа спонтано се случи на 20 години нокаут во СРЦ Кале, се спуштам доле и гледам, значи, баба, мајка, фактички и внука. Односно, нели, дете на бабава и внука на бабава. Значи 3 генерации. Вика, дојди чедо да те гуштам, гледај, ние те слушаме, те пратиме сите овие години. Вика, 3 генерации. Вика, јас те слушам, вика, керка ми и внуката сега те слуша. И за мене тоа поголемо, да кажам, поголема сатисфакција. Па и текстописецот на некој од песни со 2 деца големи беше таму. Да, и текстописецот се разбира. Со 2 големи деца. Да, ти си еден од луѓето кои што несебично даде тотален допринос на нокаут. Тоа се види уште од првиот албум, од сите оние текстови, еве да и вака јавно да ги кажам, као временска машина, хитови као што би се викал те сакам твој текст, ABC, сите тие текстови се на тој албум комплетно твој и некако се деси таа искра тогаш, се деси таа некоја експлозија на добри емоции и ај паталиве мене. Добро, ама сепак нешто сме направиле заеднички за да излезе тоа и народот тоа го прими, се уште живеат тие песни, тоа сакам ти кажам. Па после си продолживме и Hi-Fi. Да. Бејбе, ти си и до ден денеска правиме, да. И до ден денеска правиме. Како беше? Не знам сега, последна не беше. Знаеш ли беше, да. Знаеш ли може ни е последна или не? Не знам веќе, значи работиме цело време. Имаше една многу добра што ја направи, не знам дали ја сними. Happy End се викаше нешто. Не, уште не, доста луѓе ми викаат, овие што ме познаваат, што ми се блиски соработници, доста луѓе ми говорат за таа песна. Не знам, веројатно чека си го својот час песната. Да. Каже, вака сега. Толку луѓе ги задржа во нокаут, а нокаут не успеа да го задржи Бојан. Бојан е така болна точка, што се вика. Бојчо имаше некоја друга. Он е, пази, 100 милиони пати поталентирано дете од мене. Да кажам се, ја така си го гледам тоа, ако ми е, значи брат ми е, не го фалам, него ја вистината некако сакам да ја кажам. Човек кој што беше задолжен за перкусиите, за устна армоника, за пратечи, за бек вокали, значи сапортот од оздола, значи менаџментот на
на бендот, така да едно all-inclusive типче, кое што онака имав голема доверба во него, мислам и денеска имам, него животниот пат го однесе во Катар. Ти стана потешко после тоа? Па како околу не? бендот? Како не? Мислам, ние цело време дискутираме и телефонски што се дешава, што се случува околу самиот бенд, значи околу самите песни за издавање и така натака, на кај треба да движиме отприлика. Разменуваме тука, имаме што да си кажеме еден со друг. Меѓутоа сепак далечината си го прави своето, он е во Катар со фамилијата, преселен таму веќе 12-та година. И онака време лета, секогаш кога ќе дојде овде, гледаме да искористиме и да дојде во датум кога имаме некој настап со нокаут па да се качи со нас да настапува, сепак се уште го сметам како дел од нокаут, иако не е тука. Да. Кога осети прв пат дека Мија има нешто повеќе од обично дете? Тоа уште од најрана возраст. Кога примети, чекај, ова не е од најрана туку возраст. така обична музикалност, овде има нешто многу повеќе. Па мислам се пази оне 90 која таму 8, мислам. Тоа беше кога отидов на Евровизија со Каролина 2002 година. Најмногу тогаш приметив, по тоа што ја пратеше цела Евровизија, као дете имаше 3,5-4 години и сите песни на памет од таа Евровизија ги знаеше со играње, со текстови, со линии, знаеш, значи музички линии да ги отпее, аранжмански влагаше, значи тоа одма се приметува кај детево дали носи нешто во себе или не, и така да од најрана возраст некако ја усмерив на тој пат, да кажеме, ете, ја запишав и во нижо Добро, оние музичко. врати кои што таткото ги отвара за дете. Да. Меѓутоа, ја, например, ама имаше период, например, кај што застани, јас сум бил истиот. Значи, кај што застана, 4-та година рече, пијано свиравме, неќам долу, веќе, и крај. И сега, по мене гледав, земајќи се, нели, себе како пример од тој период, значи не сакав да ја форсирам. Чути, она бар завршила 4-та, ти дури ја заврши. Ја дури ја завршив, да, така. Уште ми стоја тоа книги на аеродром. Да, знам. Па после гледаш како ете и факултети, ете и вакво се. Сега професор. Сега професор, да. И така. Ама има нешто во тебе бунтовнички во тие периоди кога во адолесценција, во тој период кога созреваш како личност, како музичар, кога се пронаоѓаш, кој пат сакаш да патиш, што сакаш да работиш. Ја, например, на Стефанија не сум ја учел ни клавир, ни бас, ништо. Јаков не сум го учел, бубањ, учеле или од други луѓе или сами. Како е ситуацијата со Мија? Колку ја имаш или ја немаш? Учено на одредени работи или сама си има развиено? Со Мија, он претежно сама се има развиено, со Мија доста имам работено солфеж, да кажеме, во тие припремни години, прва, втора, трета, кај што се учат нели интерпункцијски знаци, она паузи, нотни записи и така натака. И после тоа ја пуштив сама не по вода, ја пуштив самата да осозре и самата да си дознае за себе си колку вреди, дали може да даде максимум, затоа што оваа работа навистина бара максимум од себе да даеш, посебно за она што сакаш со љубов да го правиш. Па да, види, значи ние седиме, јас седам на незиното место, ти седиш на местото на незините гости. И да. Она она гледаш, она беше дел и од ова шоу и од ова. Значи она престана да биде дел од ова шоу бидејќи работеше на албумот и веќе, значи јас морам да сум 100% во албумов, инаку нема да можам да го завршам. И тие нејзини 100% се слушаат во таа музика, нејзина. Да. Значи секој процент се слуша. И денеска, значи доаѓа кај мене, работиме заедно, што можам да им помогнам, дали студиски, дали креативно, да кажеме, да ја насочам во некој дел.
снимање на бек вокали без разлика за каков проект се работи. Значи, она е тотално, она фокус рајд во однос на тоа кога ќе дојде што треба да се направи и го прави максимално како што треба, без разлика на тоа што и она, да кажеме, доста креира, многу е креативна, има свој филм, да кажеме, кој што го одмотува, гледам дека и е добар во однос на тоа што го прави, што го создава и текстуално, и музички, и аранжмански. И само можам да кажам онака, стварно се гордеам со неа и тоа Бере, скоро извадивте нова ствар. Да. Не знам дали оваа гитара не беше во Spotify, некои други беа. Кај снимавте, у Че или каде снимавте? Да, во Че снимавме. Сега, поздрав до Че, еве, конечно и нив да ги поздравам после толку време, да, за спотов благодарам за остатката, за местото, за времето. Тоа ви е дел од Никој нов освен албум, тебе. завршен? Не, тоа е за новиот албум, значи Никој освен тебе е дел од новиот албум, како што е и да кажеме Месечевиот сјај заедно со Мие, тоа е парт од тој албум. Сонценце, не знам, еве со Брейк извадивме пред некој ден нова песна. Која ќе напунам 45. Која ќе напунам, дента која напунам 45. Па мислам дека веќе пола албум е веќе, да кажеме, финиширан. Зборам овие другиве уште 3-4 песни, затоа што нема да ставаме многу траки на овој албум, као што сме правеле. Да кажеме, можеби не се грешки, меѓутоа одеднаш ти да издаеш сега 17 песни на албум, тоа е, мислам, штета. Да, шкода на чешки. Така што доста од тие песни, да кажеме, што ги имаме издадено на тој тројката 17 песни, доста песни не се знаат од тој албум. А песни како што се Лебедот бел, оние што остана, не знам, најубавата. Па да, тука се и Добро утро будење, не знам, има доста леат дождови, мислам дека е и така, има доста песни на тој албум кои што остана хитови, меѓутоа повеќето не ги знаат, а ми се многу подраги него овие хитовите. Ме разбираш што сам ти кажам. И многу ми е жал што не можеме да ги отсвириме, не наоѓаме за сходно време по целиот тој репертоар од 2 часа, да кажеме, настап. Немаш место да најдеш. Немам место да најдам за другиве песни, да можам дури да си ги промовирам, од што луѓето тоа онака го сваќаат као дојдовме. Тоа знаеш како се прави. Дојдовме да се забавljаме, знаеш, дојдовме да се забавуваме, дојдовме да се напиеме и дојдовме да се проведеме убаво. Ама знаеш како се прави тоа? Тоа се прави after концерт парти. Да. У клуб. Да, тоа е веќе за. Ама да не кажеш каде и да види изненадување. Тоа е веќе ноќен живот, знаеш, и некои параметри се разбира дека и тука треба да ги промениме како свест, како начин на живот, така што едноставно јас треба да дојдам и да ги едуцирам фактички луѓето со тоа што јас сум го создал, тие песни мене што ми се подраги од овие хитови што ги имам оставено претходно. Значи да не им дадам до толку да се журкаат, него да ги насочам повеќе на слушање, да ја прима таа енергија, знаеш. Малце, да. И тука малку мислам дека народов не го сваќа се уште ноќниот живот како време, дека и тука може да се едуцира, дека тука може да направи некоја, знаеш, убава работа, да кажеме, креација и така натака, него идеме цело време карти кај може да се земат? Да се журкаме. Кај ги има карти? Картите на Way In, значи платформата преку интернет платформата Way In, кој што се занимава со тоа, нели, со продажба на карти, може тука да го најдат Нокаут. Не знам искрено се уште колку карти, знам дека концертот супер иде, убаво се продава и имаме време уште 20 на дена до концертот, меѓутоа доста место е распродадено, мислам повеќе од половина сала можеби, и оние што ни се баш VIP деловите, масите и оние места што се најблиску до бината се распродадени.
Мислам дека во Веро 2, во Розе Веро или како се вика, таму може да се најдат исто карти, во ЈК Travel може да се најдат картите и она физички, а на интернет може да се купат преку eBay. Ти кажам, многу сум среќен што постои воопште ваква емисија и знам од кога те прати оваа идеја да го направиш ова и среќен сум баш што конечно онака ти се оствари ете и овој парт од тоа што си ти. Знам колку се даваш и колку добри работи правиш и за градов и за државава, за тоа што посветуваш време на нешто што е убаво, што се нарекува уметност и ја градиш својата кариера по вистински. Фала ти, Пере, искрено. Благодарам. Фала ти што ни беше гостин, што ја помогна и ти на емисијава. Не знам колку работи кажавме, можда и ништо не кажавме. Слушнав некои гласини дека нешто поинаку ќе излезе од твојата кујна. Дека нешто спремаш. Дали ќе биде тоа хард копи или не? Види, спремам една автобиографија, тоа е точно. Веќе подолго време го спремам, може би ја пишувам 15 на години наназад. Ама еве како поминува време, викам 30 години е и наф онака за да нешто излезе од таа моја кујна и пак ќе кажам, ти си тука некако виновников преку кој го пронајдов и насловов и приказната у целата таа приказна. Книгава е насловена баш би се викал Нокаут. Мислам дека ќе биде интересна за читање, има некои работи кои што навистина никој пат нигде не сум ги кажал, работи лични за мене, за мојата кариера, за кариерата на Нокаут, како е баш настанат, кои биле луѓето, што се случило. Издавач имаш? Животна приказна. Издавач најде? Се уште сум во потрага. Мислам дека разговарав нешто со 3. Тоа пред неколку години дури разговарав, меѓутоа целата концепција се уште не ми беше завршена. Негде сум при крај и мислам дека скоро би требало да се појави. Причекај малце да завршиш 30 уште нешто да се... Да, и за концертот ќе треба да се напише. Или стај 3 точки на крај готово, да. 100%, да. Па, ние сме емисија што не брка рилчиња. Да. Туку сакаме исто да ги едуцираме нашите... Исто и ние, затоа велам дека не бркаш по секоја цена да бидеш популарен, знаеш. Значи... Тоа треба да е последица. Тоа треба да е последица и нормално дека периодите се менуваат во текот на животот. Едно е кога почнуваш со еден поинаков ентузијастички жар кој што го носиш во себе, а веќе искуството си го прави своето и размислуваш на некој поинаков начин. Пере, фала ти уште еднаш. Ајде и се најбоље на концерт. Секој добро, благодарам. Топ листата на хитмейкер за оваа недела изгледа вака. На 10-то место е Даниел Дан со песната «Ке се шекнам». Тогаш ноќта ке е теко знам, ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене, ке се шекнам. На 9-то место е Никеа со песната X плюс Z плюс Y. Твојата љубов е дива, а ти си толку мила. Јас сум само аутсайдер, вистински љубовник, аматер, без гравитацијска сила. На 8-то место е Илија Димитровски со песната Мириса на шампон. Hey Dave, што си толку блед, а толку студен, а како коцка лед. Јавен превоз, а речи си нема, од секата е. Суминатото во ранец, арбајтен или лигија на странец.
На 7-то место е ПКМ со песната Крив правец. Крив правец, крив правец, крив правец, секој втор тука ти е криминалец. Крив правец, џабе ти овдека и да си интелектуалец. Крив правец, секој втор тука ти е криминалец. Шестото место е за Александар Ристовски принц со песната Ти. Ако ти не знаеш, твърде си тръгнал от денът, сигурно тогаш ти не би ни знаел къде би тръгнал по сонот. На 5-то место е Калиопи со песната Парам парче. Луда моја глава, луда среќо, не ме мачи ти. Кога зборови од мене течат како црни вулкани, и со секој чекор кога рушам светови, јас зидам некои нови тешки железни зидови. Луда моја глава, луда среќо, не подбивај се со мене ти. Кога немирни од мене течат води и силни ветрови, јас тонам во ниви, се губам, немам здив. На 4-то место е Куска со песната Денот. На 3-та позиција за оваа недела е Фикшн со песната Булевар. Brano moje, nego sa
На второто место оваа недела Горки со песната Љубовен трамвај. Еден допир сосем доволен да знам низ што минуваш. Сите зборови ќе се залудни ако поглед не каже. Јас ти ништо освен нас, ништо знај не постои. До крај љубовен трамвај патуваме до последна знај. Страсти мириси под кожа влезени, океанот копнежи. Сите погледи ке се залудни ако збор се изусти. Јас ти ништо освен нас, ништо знај не постои. До крај љубовен трамвај патуваме до последна знај. Ништо освен нас, ништо знај не постои. До крај љубовен трамвај. Предлог за оваа недела е Елф со песната Веруваш или не. Дали сум човек, сум духовно искуство или сум душа во тело, а искуство е она кое веќе ти е неважно. Веруваш или не, може би исто е. Верни во нешто што не знаеме, но еве не сепак Ти мораш да отфрлиш се од себе, за да можеш се да добиеш. Поседуваш само она кое веќе ти е неважно. Веруваш или не, може
Само еден потек мој би те испратил во рај, но само гледај и не допирај, остани на стендбај, но вечерва е крај, јас ке се конектирам и твојот програм ке го даунлоудирам. Залудно јас кријам, ти ме предизвикуваш до тебе јас да видам. Ти си мојот виртуелен греф, ми кажуваш ме сакаш, ти во мојот свет. Ти си бејбе, мој виртуелен греф, но сепак сега дојди, ти во мојот свет. Но сепак ми се допадна од старт и сега мислам дека можам да го следам секој твој знак, но вечерва е крај, јас ке се конектирам и твојот програм ке го даунлоудирам. Залудно јас кријам, ти ме предизвикуваш до тебе јас да видам. Ти си мојот виртуелен греф, ми кажуваш ме сакаш, ти во мојот свет. На првото место оваа недела засанила со песната Те имам само тебе. Не би сакала да зборат ништо за нас, љубовта ја чувам како знам ја сама. Јас сум супер кога душо ти си среќен, тогаш среќна сум и јас, биди покрај мене. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Јас те сакам тебе, со годините барав, знаев ке те најдам. Осеќам во градиве, љубовта ке трае. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Опушти се и љуби. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната.